Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени браќа и сестри во Христа Господа, денес го слушаме евангелското собитие кое што ни зборува за исцелението на двајцата слепи. Имено, како што раскажува Евангелието, двајца слепи го сретнале Господа Исуса Христа и слушајќи за Неговите чудеса, за Неговата наука, за Неговата проповед, но и просветлени од Духот Свет, а ќе видиме и на кој начин просветлени од Духот Свет, тие, забележувајќи го Господа, викаат по Него, непрестано повторувајќи: помилуј ме, Исусе, Сине Давидов. И знаеме дека сите старозаветни пророштва, псалми и целата генеалогија, знаеќа, на Господ Исус Христос, знаеме дека по тело потекнува од родот на Давида. Па затоа велиме дека овие двајца слепи беа и просветлени од Светиот Дух, што можеа да речат Сине Давидов, бидејќи синот Давидов е овоплотениот Бог Христос. Употребуваат една форма на молитва: помилуј ме, Сине Давидов. Форма која што постанува основа за Исусовата молитва и за целата исикастичка традиција на црквата од Исток. Молитва која гласи: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешник. Слична на оваа молитва е и молитвата која изговара овие двајца слепи. Она што е интересно за нив, што не доаѓа директно или грубо кај Господа, па да му речат: ајде, дај ни Господи сега веднаш да прогледаме. Ти го можеш тоа, туку својата прозба не ја изнесуваат, туку изнесуваат општа прозба: помилуј ме, Исусе, Сине Давидов. Самиот збор помилуј ме на грчки елеison е многу посеопфатен дури од словенскиот и од македонскиот превод и значи просење на Бога на сеопфатна милост. Пред се тој збор се однесува на спасението, на исцелението на човечката душа, на осветувањето и така натаму. Меѓутоа, исто така, тој подразбира на сеопфатна милост во смисла на тоа: Господи, дај ми се она што ми е потребно за мојот живот и спасение. И така овие двајца слепи се молат без да изнесуваат својата конкретна прозба, бидејќи очигледно и познато за сите било дека се слепи, но на еден ненаметлив начин велат: помилуј ме, Исусе, Сине Давидов. А Христос, движејќи се до една куќа, не им одговара, за да се покаже нивното трпение и упорност, за да се покаже дека при молитвата која што ја принесуваме не е потребна само молитвата, туку и упорноста во незиното кажување, и нерасеаноста во незиното кажување, и трпението во незиното кажување. И така, иако Господ им одговара, тие не се обесхрабруваат веднаш па да се повлечат, туку го пратат, и кога Господ влегува во една куќа, продолжуваат со истата молитва кон Господ. И тогаш Господ ги прашува директно: верувате ли дека можете да прогледате? А тие велат: веруваме. На крајот Господ вели: нека биде според верата ваша. Овие двајца слепи покажуваат
значи вистинска вера, затоа што Господ вели нека биде според верата ваша. А тие, штом се исцелиле, се покажува дека нивната вера била вистинска. И што гледаме кај нив? Гледаме вера, гледаме упорност, гледаме трпеливост, гледаме упорно повторување на молитвата и цврста надеж дека кога тогаш ќе биде услишан. И ако не беа услишани по патот, беа услишани во куќата и тие кои што не гледаа ја видоа светлината на денот. Возлюбени браќа и сестри, окото е орган на телото, преку кој ние гледаме, ја гледаме светлината на денот, се движиме низ овој свет, ги користиме предметите од овој свет, работиме и така натаму и така натаму. Но тоа е физичка видливост и физичко светливо. Колку е поопасно кога човекот е духовно слеп. А кога човекот е духовно слеп? Прво, кога не го признава Христос за единствен Бог и Спасител и кога останува во тоа до крајот на смртта. За тоа нешто на едно друго место во Евангелието се вели: секој грев човечки ќе се прости, но кулата на Светиот Дух нема да се прости. Кулата на Светиот Дух е постојано негирање на Христа како Спасител. И сходно на тоа, постојано и упорно стоење во степен. Тоа е првото, најосновно, најсуштинско светливо. Најсуштинско слепило. Најсуштинското слепило е да не се признае Господ Исус Христос и Неговото спасително дело. А второто слепило е да не се препозна, да не се вида, да не се призна мноштвото на страсти и греови кои човекот ги носи. Тие се двата вида на духовно слепило. И ова духовно слепило е поопасно од телесното слепило. Бидејќи телесното слепило денес со напредокот на медицинската наука е многу ретко и често се лекува. Во најголемиот број на случаеви се лекува. Но духовното слепило останува да биде присутно без да го забележиме често пати и да ги запаќа сите пори на нашето живење и нашето битие. За ова има една прекрасна поставка на светиот владика Николај Велимирович, кој што кога бил во Америка организирал едно предавање. И со техниката на салата се договорил во почетокот на предавањето да се исклучи струјата. И така биднало. Целата сала била темна. И знаете, кога ќе се затемни просторија, кога не гледаме, веднаш почнува збунување до шепнување, кога се работи за голем настап. После известно време, светилото се запалило. И тогаш владиката Николај Велимирович се обраќа на тамошните православни срби и вели: гледате, само 2 минутки беше исклучено светлото и вас веднаш ве фати паника. Веднаш почнавте да разговарате, веднаш почнавте да се дошепнувате. А замислите нашите сонародници во Југославија, во добата на комунизмот и социјализмот, живеат во каква темнина и духовна темнина. Вие само 2 минути, поради тоа што немавте телесно светило, се вознемирите. А замислите, тие живат во духовно слепило, а за тоа духовно слепило се сосема равнодушни и не се ни свесни. Затоа духовниот видот на срцето е многу поважен. Човечката душа е сочинета од повеќе сили, повеќе енергија. Умот е главна сила на душата, која според преданието на оците се наоѓа во срцето. Во умот ги примаме сите откровенија Божи
преку молитвата, преку аскезата и преку учеството во светите тајни на црквата, во умот ги примаме откровенијата Божја. А преку разумот, кој што пак е поврзан со мозокот, тие откровенија ги систематизираме и ги пренесуваме. Умот е духовното око. Ако тој биде наталожен со страсти кои што не ги препознаваме, со слепило, со гордост и така натаму, тој нема да биде способен за откровението Божјо. Затоа целата наша борба е тоа духовно око да го излекуваме, а го лекуваме преку постот, преку исповедта, преку покаянието, преку молитвата, преку повторното станување, во било кој греб да паднеме, повторното исправање и се така до краја на животот, до последната воздишка, давајќи го својот труд, тоа око да го излекуваме, за да може да ги прими несоздадените енергии Божји. И затоа овие двајца молеа пред се за телесното слепило, а добивајќи исцеление од Бога го добија даром и духовно. Ние, кои што ја гледаме, фала му на Бога, светлината на денот и убавините на овој свет, треба да се позанимаваме пред се со лекување на нашиот духовен вид. Тоа треба да биде нашата главна животна преокупација до последната наша воздишка, за да можеме да го познаеме неспознатливиот Бог, присутен во несоздадените енергии, кои што ни ги дава, но кои што можеме да ги примиме во мерката на нашата оздравеност, во мерката на оздравеноста на нашиот духовен вид. Затоа, браќа и сестри, од денешното Евангелие, излегувајќи од храмот, да ги понесеме овие заклучоци, дека и овие примери кои што слепите не ги дава. Потребно е упорност, потребно е трпение, вера и упорна молитва. И тогаш останува невозможно Господ да не одговори. Некогаш одговорот се одложува, но не е можно на оние кои упорно тропаат Господ да не им отвори вратата. Не е можно Евангелието Христово да остане без сила. Затоа, поучени од овој пример, и ние да го применуваме во секојдневниот живот, да покажуваме вера, истрајност, упорност и молитва. Амин. Таа е грешница. Му одговори Исус и рече: Сине, имам нешто да ти кажам. А тој одвети: Учителе, кажи. Исус рече: Двајца беа должни за мударац. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Но бидејќи нема тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува? Симон одговори и рече: Мислам оној кој повеќе ми прости. А он му рече: Право пресуди. И кога се заврати кон жената, му рече на Симон: Ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, тој не вода за нозите не му даде, а таа со солот не ги обие нозите и со косите своја ги истри. Ти не ги даде цели, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозите мои. Ти со миро ме помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозите мои. Затоа ти велам, неизи се простуваат многу гревови, оти невозливи многу, а кому малку се простува, мала љубов има. Неизи пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе: кој е овој што и гревови опростува? На жената пак и рече:
верата Твоја те спаси.